Единствен начин албанец да стане претседател само поради својата етничка припадност или како резултат на политички договор тој да биде назначен од собранието, а не да добие довербата на граѓаните. Не случајно дуи по барањето на Ахмети тие да добијат оваа престижна функција. Сега го отворат и прашањето за промена на уставот. Идејата е дека треба да се смени изборот на претседател на државата и тој да се избира во собранието. Тогаш ќе има поддршка за избор на албанец претседател на државата, бидејќи ќе го избираат пратениците наместо како сега граѓаните на непосредни избори. Вели за Плюс Инфо неименуван висок функционер на ДУИ. Барањето на ДУИ за албанец претседател и отворање на уставот не е ново. Тоа се споменуваше уште на претходните избори пред да му дадат поддршка на Пендаровски, кој го нарекоа консензуален кандидат. Доказ дека има пазарење меѓу Ахмети и Заев и сегашната поддршка на актуелниот градоначалник на Скопје Шилегов, кој соочен со низок рейтинг меѓу македонците се надева да добие втор мандат со гласовите на албанците. Само ден по поддршката од Ахмети Шилегов веднаш возрати дека за заменик градоначалник ќе ставил албанец. Добро, јас сум човек растеретен од национални стереотипи. Сметам дека секој граѓанин во нашата држава има право да бира и да биде биран. Јас тие стереотипи ги докажав со именувањето на покој Немир Маличи за заменик градоначалник. Нешто што планирам да го повторам затоа што навистина верувам во заедништвото на скопјани. Нејавувајќи оваа идеја и велики дека досега се исполниле сите желби на ДУИ кога се политичките функции во прашање, Ахмети вети дека се еден прв човек на државата после Пендаровски ќе биде албанец. Unë dhe s'mund të rri rahat pa thyen do i barikad, se nuk më duket mirë. Po thyhen barikada, si që thyn, barikad pas barikade, muru mas muri. Ministër të mbrojtjes, po. Ministër të mbrendshëm, po. Kryetar kuvendi, po. Ministër të jashtëm, po. Zëvendës kryeministër i parë, po. Qa? Барикада е радост, креатари на штети. Ова идеја на Ахмети ја поздрави и премиерот Заев, вели била добра амбиција на неговиот коалиционен партнер, но за исполнување требало да има поддршка од македонското население. Сепак ако се исполни амбицијата на ДУИ се промени уставот, поддршката од граѓаните нема да биде важна, бидејќи првиот човек на државата ќе се бира во собранието.